Здруженијето за заштита на работничките права Гласен текстилец бара зголемување на минималната плата и таа да биде над 18.000 денари, но е против државата да го субвенционира приватниот сектор. Вака соопшти Кристина Ампев од Гласен текстилец, при што повика во носењето на законот да бидат вклучени експерти. Таа побара да се следи примерот со Црна Гора, но е против државата да ја субвенционира минималната плата, бидејќи на тој начин ќе дојде до злоупотреба и враќање на дел од платата во плико. Од прилика регионот ние тој имаме сите проблем со сива економија, имаме проблем со ниски плати, имаме проблем со нефер распределба на доход и осиромашување дури и на оние кои што работат, на работници кои што работат, а се на прагот на сиромаштија. Значи, еве, ја читав ова анализа на владата на Црна Гора и навистина има некои решенија кои што можеме ние да ги преземе. Меѓутоа, субвенционирање на дел од плата за приватен сектор од државниот буџет, кој што знаеме изминатите години како се одвиваше, не е дозволиво. Сте за плата од 18.000 денари? Сум за плата многу поголема од 18.000 и тоа е реално. Ако ја погледнете еве сега, Црна Гора имаше изминатиот месец, значи покачена е платата на 750 евра. А они има една од најниските минимални плати исто во регионот. Значи, повторно ќе речем, не е далеко. Имаме јавно достапни документи, ако можеме да читаме ние, може да прочитаат и од влада. На седница на економскиот совет на владата денеска се очекува да биде разгледано за се што е разговарано досега во однос на синдикалното барање за зголемување на минималната плата, како и на новиот предлог на Бизнис конфедерацијата да се субвенционира дел од зголемувањето на минималниот. По ова треба да се одржи нова седница на економско-социјалниот совет поона во петокот, кога не беше постигнат договор. Од ССМ и вчера и порача на владата одлучно да застане на страната на работниците, да го стави синдикалниот предлог за минимална плата од 18.000 денари и скалесто покачување на останатите плати на гласање на економско-социјалниот совет и да го поддржи.